Третиот разговор ветува дека ќе биде интересен. Марија Дуда Дибијаджио, истакната македонска предприемачка, филантроп, хуманист, најпозната како основач и собственик на првиот ранч со коњи за терапија во Македонија. Можеби и на тоа ќе се осврнеме малку да прецизираме за што станува збор, барем за оние кои се разбира немаат многу информации за оваа убава приказна. Многу проекти, многу муабети имаме. Марија, добро утро и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Да скратиме. Така. Добро утро и од мене. Она што во моментов би сакале да истакнеме вашиот најнов проект, односно проблемот кој што го лоциравте по филмот на режисерката Тамара Котевска, приказната за Силјан. Што се случува со штрковите низ Македонија, какви се предизвиците? Веќе од лани и оваа година, поготово оваа година, јас имам голем број на повици за повредени штркови низ цела држава. Баш претходната недела имав 5 повика. Еве сега кога возев на кај вас во емисија имам од вчерашното невреме во Струмица исто повредени штркчиња. Така да алармантно е затоа што сега овој месец е баш оној месец каде што веќе за месец и пол се спремаат да одлетаат. Јуки, тоа е многу битно за ако може некако да им се помогне за да се рехабилитираат и се вратат пак назад во природата. Можеби ќе сакаат да останат на вашиот ранч. Имам неколку, да, веќе 4 имам, да, неколку години се кај. Да, некои летаат и се враќаат, ама генерално си се кај мене. Јас сега планираме и со Тамара, тоа ни беше планот после филмот да направиме фонд за прв шелтер за спасување на штркови. Тоа мислам, че ни го најавивме на претходното. Така, да, пред неколку месеци, да, с кога ви бев гостинка, и сега веќе овој период стварно сакам тоа да се деси затоа што, како што кажав, од претходната недела и оваа недела веќе имам за 5-6 штркчиња што им треба помош, а посебен простор е стварно добре дојден за да не. Како оди целиот тој процес? Колку време ви треба да се запознаете ти како некој што помага, меѓутоа и штрковите да добијат доверба, нели, да стекнат во вас, и колку е захтевен целиот тој начин на рехабилитација? Е захтевен затоа што пак се диви птици. Некои напаѓаат, некои се питоми. Сега моментално имам едно од чешиново што беше паднато, уште е бебе, нема прсти доле, значи ни треба, јас објавив на социјалните мрежи дека ни треба протеза. И тоа е нешто што гледам дека луѓето не зближува, секој сака да помогне некако. Он е, например, во посебна просторија, изолиран од другите, затоа што сепак е бебе, се учи да лета и му треба многу поголема помош од некој што е, нели, со повредено. Учествуваат ли граѓаните? Помагаат ли граѓаните? Меѓутоа, ние пред да почне разговорот, напоминавте дека ви треба малку поголема поддршка и поголема помош, се разбира. Затоа што гледајте, сега јас зимен период на социјалните мрежи сум доста позната со тоа што објавувам дека ми спијат во ходник. Зимен период им треба за сониште, им треба поубава нега, затоа што се ранливи и птици. Ни треба општествено одговорни фирми кои што сакаат да се инволвираат со проектот, затоа што е убава и доблесна нешто ствар што ќе се случи, поготово кога ќе ги видите како одлетуваат, како се враќаат. Тоа е нештото што јас како индивидуа се трудам од моето хоби за чување на животни и на птици, но тоа и како треба помош. Не е само да сакате и да имате желба, туку ви треба и соодветни услови за тие птици да се рехабилитираат. Помош од општествено одговорни фирми и граѓани пред се секогаш е потребна, меѓутоа институциите се вклучуваат ли доволно во мисијата која што ја правите и каква поддршка можеби и тие може да ви дадат? Сега за сега немам соработка со институции. Јас пак ќе кажам, јас сум доброволно во се тоа што го правам и многу е погрешно ако налагате да изнудувате нешто, туку јас мислам дека треба да биде заеднички на сите нас. Да биде препознаен. Да биде препознаено, секој да има удел. Тоа се случи кога имавме иницијатива после Силјан штркот, кога имавме сет од мајчки капчиња кај што луѓето купува, донира, па се потпишува, и тоа сакам на центарот да биде, кој ќе биде изграден, да има на секое име од секоја лично што има донирано, да си стои, затоа што треба да ни е заеднички за нашата држава, не само Марија, не само една компанија, туку тоа да биде на сите нас и да не биде гордост. Марија, морам да ве прашам ова, со оглед на тоа дека со Тамара соработувате, нели, да им помогнете на животните, меѓутоа дали паднало на разговор да се направи еден филм
за вас? Со оглед на тоа дека вие сте и номинирана за Европска жена на годината, имате еден куп награди за вашата хуманост, меѓутоа ова е малку и специфична категорија на хуманост, еве барем така. Со оглед, имате ли прецизна бројка колку животни Сега има моментално на кога вашиот ги ранч? броев 54, инаку варира до 60 стигаат затоа што некој одлет има Значи, ова вран веќе е за спасени, долгометражен документарен Да. филм. Убаво што спомена затоа што една пријателка ми рече пред некој ден, ти си баш за Netflix документари, Ова е затоа што зрело за стасана за филм. лик кој што се враќа од Њујорк и се грижи сама на ранч со животни и те како е за почит, но оставам тоа на филмаџиите, јас сум отворена за соработка. Еве Тамара, вие имате веќе близок контакт, може би нешто планира, може ќе биде изненадување. Да, може би. Здрави. Видевме инсерти и фотографии се забележува дека дел од штрковите кои што се кајтаве на ранчата добро се сложуваат и со останатите животни. Како е целата таа комуникација и меѓу нив? Влада и хармонија, значи Има добро се ли условите. некогаш и несогласување? Леле, многу интересно затоа што сите ме прашуваат како секое животно живее во хармонија со другите. Најверојатно поради тоа што јас многу поминувам време со нив, стварно им посветувам време. Да, има понекогаш препреки меѓу нив, но убавината е што кога ќе ги викнеш и штрковите, затоа што имам знак за нив, доаѓаат како кученци по мене и ме следат. И тоа е многу интересно, затоа што пак ќе кажеме не се кучи или маче, туку се диви птици кои што си ги ознаат името. Секој има име. Има ли нови проекти, нешто во план? Некој, не знам, нова ваша идеја која е секојаш Чека интерес? реализација. Па еве, ова сум преокупирана, сакам овој период да го искористам летото пред да почне одлетувањето на птиците и знам дека ќе има пак доста птици кои што ќе заостанат без разлика, може нема да бидат повредени, туку едноставно не се добро ухранети и знаат самите дека нема да го издржат тој долг пат и остануваат тука. И така да тоа се случува кои ќе ми пишат, кои ќе ми ѕвонат и сакам да не ме фати зимата и за да бидат пак во ходник, туку да бидат на простор кај што ќе може да Каде што имаме им биде удобно. 4-5 штркови или повеќе, затоа што верувајте дека се стварно во едни од најзагрозените животни и птици во регионот и во светот, а знаете и самите дека ни се предвесник за убави вести и за убави природни Национално активности. богатство. Да. Марија, благодариме за издвоеното време утрово, секогаш е задоволство кога сте ни тука на гости. Како што кажавте во Скопје, обврските завршени, време е да се оди на ранч кај сите околу 60 животинки. Благодарам уште еднаш. Благодарам и Ве на вас. чекаме повторно.